Гладни и револтирани жители на Пехчевски Црник денеска јавно побараа да им се врати укинатата социјална помош. 20 социјално загрозени семејства од Црник ја изгубија социјалната помош бидејќи добиле пари на сметките од своите роднини во странство. Меѓу нив е и семејството на 45 годишниот Енвер. Трансфер на пари имам, помогнето ми помогна сестра ми некогаш со 50 евра, некогаш со 100 евра, за тие пари ни беа потребни да си ги дополнуваме другите сметки што ги имаме, за децата да ги исхрануваме, пошто со тие 2000 динара ние на крај не можеме да излеземе со нивните 2000 динара што ни ги дават тука. И тоа дете, ако не ми исплати се да му купаме едни патики, нема со што да оди на училиште. Овие луѓе никој не ги информирал дека требало да пријават приход. Јас 2009-2010 статутно производител, не сум знал да пријавам УЈП 30.000 динара, што имам земено од тутунските пари. Тоа се лични мои маки, тутун кој не знае да работи, тоа не знае. А тоа е моја мака. Не сам знал јас да пријавам 2009-2010 УЈП. Значи земах 30.024 евра. На цела година сум работил за нив. Револтот оди дотаму што жителите на Црник се заканија дека нема да ги пуштат децата гладни на училиште. Сега како што сме укинени од јануар до сега, до мај, значи детето што ми е малолетно е гладно. Гладно легнува, гладно спие и станува оди на школа. И од тука натаму тие 20 фамилии ќе ги бойкотираме децата, нема да одат на настава, пошто тие деца на настава не можат да одат гладни. Невладината КАМ остро реагираше на ова бришење на социјалните случаи од евиденцијата, кое што од јануари само на Истоков остави 250 ромски семејства без социјална помош. Државата да ја преземе својата социјална улога и да го одложи законот да почне да стартува негде од месец септември, така да луѓето на терен од институциите да ги информираат населението за нивните права и обврски, исто така да излезат во пресрети на оние останати корисници на социјална помош кои претходно им беа укинати истите овие социјални права заради некои други дополнителни приходи кои што се многу ниски и минимални. И трето, не се утврдува социјалниот ризик од канцеларијата. Од Центарот за социјални работи Берово информираат дека социјалната помош им е укината на лицата кои не пријавиле материјални приходи за 2013-та, иако за тоа имале обврска. Невладината КАМ подготвува петиција со цел измена на законските одредби.